56,4% од самовработените од Европската Унија продолжиле да работат дури и по добивањето на првата пензија, објави денеска Евростат. Службата за статистика на Европската Унија наведува дека меѓу земјите од Европската Унија процентот на самовработени пензионери кои продолжиле да работат или повторно се приклучиле на пазарот на трудот бил највисок во Шведска 98%, Финска 88% и Ирска 87%. Од друга страна, најмал удел имало во Шпанија 18%, Грција 20% и Словенија 40%. Повеќе од половината, односно 57% од вработените пензионери во Европската Унија биле вработени со скратено работно време. Оваа стапка била многу повисока отколку кај другите вработени, односно 16,2%. Ова аналогно го потенцира прашањето дали и во каков процент тоа би го направиле и нашите пензионери, особено откако пред непол месец донесен закон со кој пензионерите можат да работат без при тоа да имаат последици по нивната пензија. Дали би работили по пензионирањето? Ја не можем, а кој може, нека работи. Гледам, многу работат. Кој може, нека оде. Кој може, нека оде. Ја не можем, сеќам се. Истушнено. Тој сушен и тоа си е. Не. Зошто? Никој пат нема да работиме, кој ќе работиме? Не, а зошто не би работеле по пензионирање? Нема што да работиме, што ќе работиме пензионер, како може да работиме? Не. Зошто? Ние сме стари човеци. Мислим, дали съм работил после пензија? Да, после пензија дали би работел? Да, чува две крави. Само тоа? Да. Да работам после пензија. Што се правиш кога децата ке работи? Сите не носат главата на рамењето. Кој знае дека е сега главата и влече? Те е мојта, е таа. Зашо да не, ако ме здравието слуша? Толку. Што би работел, например? Било шо. Ако немам некои други врсти, би работила. Например, што? Например, чување на внуци. Дали би работел после пензионирањето? Па работам. Не сум одморил од 69 година. А после пензијата? И после пензијата, и работи пензијата продолжи 3 години. Значи, и сега па работам. Не би работил за тоа, што више не можем, јас 17 години не можам да работам. Оставаме на младите, нека работат они. Во Македонија има околу 330.000 пензионери, но процентот на оние кои работат е занемарлив, бидејќи за тоа досега немаше поволна законска регулатива. Во нашето опкружување, бројот на пензионери кои работат бруго расне во Бугарија, Хрватска, а особено во Словенија. Колков процент од луѓето се добри? Па коме пеј нема дали 30-40 добро, но се е покварено. Не понашање, култура нема. Добри се. Тие богати се добри, сиромаси, шо? Тие богати се добри. Тие се добри богати. Повеќе. Процента некаде давам го 50%. Со заедно. Што ти кажам, но 60-70% добри се, али има и недобри. Околу вас вие што ги познавате, има ли добри и лоши луѓе? Па има и секако има, секако. И какви се тие лоши? Какви се лоши? Па себежни луѓе, ето себежни. Любомора, било што некој лош. Не за нешто, цркав, викат, скарас. Колку се? Негде околу 70%. Значи имаме добри луѓе? Имаме. Имаме ли околу вас, да речеме, околу вас добри или лоши луѓе? Од комшиите. Има и такви, секако има. Кои се лоши луѓе? Кои се лоши? Ја не знам кои. Тие што се лоши. Што го мразат народот, што мразат. Комшиите или кој? Со комшиите сме добри. Со комшиите нема проблем. Добри не се комшиите. Колков процент од луѓето се добри според вас? Па што да кажам, срамота е грота. 100% немам лошо дум од никој. Од никого, а? Да. Имате добри комшии? Сине, комшии нема, куќи има, народ нема. Јас сум од Лесковица. 50%. 50%? Да. Другите се сите лоши. Ако ти кажам, Бога ми, не може да кажем дека се добри. Колко процент? 2%, 1%, 50%? Колко? Ајде да кажеме 3 нека биде проценти добри. Оно се што викат за никаде. Кои се тие лоши луѓе? Какви се тие? Па кои се? Ја не може да кажам, те некој не може да се разбере со некој. И така е, тие работи испаѓат, што збориш му он другојаче размисла, он другојаче ти кажува и тоа не чини.
Треба да бидеш харен, да бидеш према човека добар, да бидеш и така ќе биде работа. А вака не можеш да процениш никој. Нема такви. Добри нема. Нема, бе. Па сите се добри, ја мислам. Според тебе. Според мене па добри се луѓето. А кои се лоши? Па нема лоши. Луѓето ли? Да. Луѓето се добри 70%, а оно има и што не е добро. Кои се лоши? Па не знам, не може да кажам. Не може. Околу тебе има ли некои лоши? Нема е став луѓе. Е став луѓе нема. Па не знам колку ќе бидат, ама негде 20% може да речеме дека се добри особини. Вие што ги познавате? Да, јас ќе ги познавам. Кои се тие лоши луѓе? Може ли да се разпознаат? Па може со негативни особини, може сите да ги познаеш оддалеко, оддалеко. А и вај стандардот, животот ни е многу лош, така да секој за себе. За мене добри има доста луѓе. Па се лоши, кој си е лоши, за да се лоши, за него лоши. Тај што е лош, лоши му се. Тај што е добар, сите му се добри. Има и добри и лоши, секако, повеќе лоши не добри. Колку процент? Па така е. Еве што колку процент, повеќе лоши него од нарното, остави таа работа. Војната на Блискиот Исток помеѓу Израел и Америка наспроти Иран и други арапски земји не ги вознемирува штипјани. Војната далеко е, она секако вознемира, ама далеко е од нас. Уопште, не. Ние немаме ништо со тоа, тоа си они решават у арапскиот свет, нека си го решат како знаат и умеат. Па слушай, секако далеко е од нас во војната. Според наши соговорници, страф од повисоки цени на енергенсите немаат. Сега за сега нема да се случи, ама ако потрае натаму, може и да се покаже. Не би требало да оноде да се качува. За сега не, а ако потрае подолго, 100%. Премиерот Христијан Мицкоски денеска навести мощен предизвик во однос на цените на енергенсите. Може би во делот на нафтената индустрија ќе имаме одредени притисоци, ќе треба да се зголемува цената, но и тука разгледуваме со Министерството за финансии да намалиме во делот на акцизата, да намалиме во делот на даноците, да видиме кои се нашите можности за да го намалиме ударот врз стандардот на граѓаните. Во меѓувреме, иако во еден момент можеа да се забележат редици возила пред бензинските пумпи, состојбата е сепак нормална, бидејќи сите видови горива се достапни во доволни количини. За престојните празници поголем дел од граѓаните неколку пати ќе ги пребројуваат парите, бидејќи очекуваат повисоки цени. Ова е нивниот став на прашањето дали цените празнично ќе се покачат. Ќе се качи? Ќе има нови цени. Покачување за новата година мора да има. Секоја година е тоа. Да. Очекувам. Па, они си знаат, трговците си знаат, ама да ти кажам, дојде ли празник, одма качат. А колку? Тешко на нас. Ќе има сигурно. Таман да поклопат у март ќе ги качат пензиите. Нема да се покачат многу. Може нешто. Не знам тие. Не сум ја толку запознат со Па јас друго няма гледам, ја и со 90, ја јас 160. Тоа е луда куќа, нема. Разберем се овој народ. Не очекуваме. Не очекуваме, не. Исто добро. Па исто ќе биде. Паралелно, граѓаните, односно пензионерите, длабоко се загрижени и вознемирени од најавите дека е можно Уставниот суд да го укине пензиското линеарно покачување. Нивните реакции се следниве. Катастрофа ќе биде. Ние пензионерите тоа преживуваме. Ќе укинема, ќе изгубат сите. Ја мислам дека тоа е најлошо што може да биде. Тоа бедно трае, те наваки укину. Тоа е лошо за пензионерите. Ние со 20.000 што може да земеме ништо. Тоа не е правилно, бе. Пензионерите што ќе прават тие со ниски пензии? Неубаво. Неубаво. лошо ќе биде, ја мислам. Трапаш ке си не заруваш со тоа. Оваа вознемиреност доаѓа откако вчера премиерот Христијан Мицкоски изјави дека Уставниот суд веќе донел одлука за укинување на линеарното покачување на пензиите, за речиси во истиот момент Уставниот суд да демонтира преку соопштение, потенцирајќи дека доколку тоа се случи, јавноста ќе биде известена. Линеарното покачување на пензионерите во рок од неполна година им донесе по 5.000 денари и значително им го подобри стандардот.